Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. Уште 38 дена неделот од стартот на Европското првенство во ракомет во Данска, што ќе се одржи од 12 до 16 јануари. Македонија е во група со Австрија, Данска и Чешка. Според програмата, дел од подготовките од 22 до 30 декември македонската репрезентација ќе ги одржи во Пореч, Хрватска. Во тој период е планирано одигрување на пријателски надпревар со Словенија. Во период од 3 до 5 јануари ќе играме уште еден надпревар на домашен терен со Србија и Црна Гора. Поширокиот список од 28 ракометари до ЕХФ мора да биде испратен до 10 декември, а 7 дена подоцна и дефинитивниот список од 17 ракометари што ќе ги бранат боите на Македонија во Данска. Селекторот Ивица Обрван смета дека нашата група нималку не е лесна. Австрија игра добар, модерен и цврст ракомет. Чешка го има Филип Иха, но е далеку поискусна во однос на Австрија. Тој е оптимист за дуелите со двете селекции и нема да биде нималку лесно. Данска е фаворит на Европското првенство, но нашата репрезентација има своји квалитети и на секој надпревар ќе оди на победа. Новиот светски шампион што ќе го освои златниот пехар во Бразил идното лето, освен трофеот и титулата светски фудбалски владетел, ќе добие богата финансиска награда од ФИФА од 25,6 милиони евра. Председателот на ФИФА Сеп Блатер изјави дека наградниот фонд за светското првенство во Бразил во јуни идната година ќе биде зголемен за речиси 40% и вкупниот буџет за награди ќе стигне до 423 милиони евра, што е за над 100 милиони повеќе од фондот за мундијалот во Јужна Африка во 2010 година. Затоа и најдобрата селекција ќе инкасира 3,5 милиони евра повеќе во однос на последниот шампион, каде Шпанија доби 22 милиони евра. Финалистот ќе заработи 18,3 милиони, додека бронзената селекција 16,1 милиони евра. Високи премии ги очекуваат и четвртфиналистите од околу 10 милиони евра, додека за осми на финале бонусот изнесува 6,5 милиони евра. Во кошаркарската Евролига синоќа се одиграа 7 средби од 8-то коло, каде фаворитите забележаа нови победи. Реал Мадрид и Олимпијакос го задржаа максималниот ефект и во ова 8-то коло стигнаа до нови победи против Армани Джинс и Бајерн Минхен. До победа стигна и Партизан, кој со 76-61 го совлада Будивелник и стигна до втората победа сезонава во Евролигата. До победи синоќа стигна и Макаби во дерби дуелот против Локомотив Кубан со 75-73 во групата Д, а домашни победи остварија и Монтепаски и Галатасарај. Вечерва 8-то коло ќе се комплетира со останатите 5 средби, каде се игра и големото дерби помеѓу ЦСКА Москва и Фенербахче Улкер. Во другите средби играат Панатинаикос Црвена звезда, КК Лаборала Литвос Ритас, а надолу ЕФЕС Бамберг и Нантер Барселона. Само 3 средби се одиграа синоќа во NBA лигата и сите 3 завршија со убедливи победи. Чикаго на свој терен го совлада шампионат Мајами со 107-87. Чикаго и без повредените Дерик Роуз и Џими Батлер пред своите фанови го совлада Мајами Хит. Најефикасен кај Булси, кои имаат 6 порази во последните 7 средби, беше Карлос Бузар со 27 поени и 9 скока. Луел Денк го следеше со 20 поени, а Гибсон додаде 19 коша. Кај Мајами, кој пак настапи без Двейн Вейд, прв стрелец беше Леброн Джеймс со 21 поен, а Майкл Бизли додаде 15 поени од клупата. Во њујоршкото дерби убедлива победа од 113-83 забележа Њујорк Никс, со што ја прекина својата очена серија од 9 порази поред. Кармело Ентони со 19 поени и 10 скока беше лидер на Никс, а уште 5 играчи имаат двоцифрен број на поени. Лопес со 24 поени и 9 скока ги предводеше мрежичките од Бруклин, кај кои двоцифрен беше уште само Џо Џонсон со 13 коша. Пол, Крафорд и Колисон беа триото кој постигна по 15 коша за LA Клиперси во гостинската победа над Мемфис Гризлис од 103-83. Најефикасен кај Мемфис беше Куфо со 17 поени 9 скока, а Майк Конли додаде 16 коша. За вечера во NBA лигата предвидени се 10 надпревари. Здраво, јас сум Иван Табаковски, член на кошаркарскиот клуб Академија Баскет, а вие гледајте МТМ Кошаркарска лига. Здраво, јас сум Виктор Блажевски, член на
Кошаркарскиот клуб Академија Баскет, а вие гледајте МТМ Кошаркарска лига. Здраво, јас сум Матеј Дабевски, член на Кошаркарскиот клуб Академија Баскет, а вие гледајте МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Предраг Старевски, играм во кошаркарскиот клуб КК Томас и гледајте вие МТМ Кошаркарска лига. Здраво, јас сум Петар Стојановски, играм во кошаркарскиот клуб КК Томас од Тетово и вие гледајте МТМ. Здраво, јас се викам Павел Атанасовски, играм во кошаркарскиот клуб КК Томас од Тетово и вие гледајте МТМ Кошаркарска лига. Здраво, јас сум Иван Васовски и тренирам во кошаркарскиот клуб КК Томас и гледајте МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија.